Се враќаме назад во живо од студиото на МТМ телевизија и веќе е време да ви го представам мојот прв денешен гостин и соговорник. Со мене денеска е професор доктор Ѓорги Ѓоргиев, етномузиколог. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Благодарам. Поводот за гостувањето кај нас во МТМ телевизија е монографијата за Васил Хаџиманов во издание на Ману, која што вие напишавте. Она што е исто така интересно е наградата за животно дело која што ја добивте пред отприлика еден месец. И така, исто така нешто кое што јас би сакала да го нагласам е тоа што вие сте првиот доктор на науки во 1985 година на Факултетот за музичка уметност во Белград. Навистина интересни теми за разговор, се надевам ќе се согласат нашите гледачи. Многу ми испофаливте, благодарам. На самиот почеток јас би сакала да започнеме за она за кое што ќе разговараме најмногу, а тоа е, како што споменав, монографијата за Васил Хаџиманов. Од каде дојдовте на идеја да направите монографија? Видите, по смртта на Васил Хаџиманов 1969 година, неговата сопруга и син му Зафир, познатиот наш песнопоец, ја понудија оставнината на Васил на Ману. И тогаш беше формирана група од два академика, покојниот Тодор Скаловски и покојниот Властимир Николовски и јас. И они како повозрастни и како етномузиколог мене ме оставија јас да ја прегледувам целокупната оставнина кај жена му тетка Верка. Јас секој ден таму одев, многу добро се запознав со неговото дело, се што имаше дома. И потоа можеби природно беше они да направат порачка, односно мене да ме поканат да напишам ова монографија, затоа што Зафир инсистираше син му ќе даде оставнината под услов ако се напише монографија. И ете тоа го реализиравме. Така, би сакала да ве запрашам, зошто е значаен Васил Хаџиманов за Македонија, за македонската култура? Па, тоа е концепирано и во книгата и читателите може да го видат таму, но мислам дека за неговиот профил се важни два столба и две активности, а тоа е што е он нашиот прв естраден уметник, прв песнопоец и што е он еден од пионерите на нашата современа етномузикологија после Втората светска војна. Тие две активности, а има и многу други, Васил бил многу активен човек, но овие се позначајни работи и мислам дека по сите асимилации што Македонија ги доживуваше до Втората светска војна од нашите комшии, кои што хараа по нашите терени и песната им беше како најпогодна содржина за да не асимилираат преку неја, за да покажа дека сме или Западна Бугарија или Јужна Србија. Кога се ослободивме и кога се отворија повеќе институции, а пред се печатница за ноти, нели, тогаш се овозможи нашата песна во целокупната нејзина мелопоетска форма да се афирмира во светот и да се извади, да се истргни од сите асимилации и присвојувања. И тогаш беше многу значајно да имаме луѓе како Васил Хаџиманов и се разбира рамо до рамо Живко Фирфов, како два наши најуспешни во тој почеток етномузиколози, да се појават книги кои што на светот ќе му кажат каде му припаѓа македонската песна, кој е нејзината самобитност и интегритет. И започнаа од 1953 година и Институтот за фолклор, а Васил кој што не работеше во Институтот за фолклор да печата и своји збирки и затоа неговото дело има посебно национално значење и денеска треба со почит да се однесуваме кон тоа. Оваа книжка опфаќа некои поважни работи, но не се сите, нели, и не е се најисцрпно. Се надевам дека идните помлади етномузиколози допрва ќе го истражуваат неговото дело и поубаво ќе го расветлат. Токму тоа сакав и да ве запрашам. За сите оние кои што не успеале да ја прочитаат оваа монографија, какви податоци, какви содржини има во истата? Дали станува збор за историски податоци, дали станува збор за целото негово дело, творештво што го направил? Видите, јас како што реков, се задржав на тоа како он пред ослободувањето уште 35-та година, 36-та година како студент во Загреб и во Белград, пеел во радио Загреб и во радио Белград, а дури и во радио Љубљана. А има еден податок, јас го видов тој вестник во неговата оставнина, во Берлин, во еден цајтунг, он е сликан
и пишува на културната страница тамо Хојте вурде зинген Васил Хаджиманов. Значи, он ја афирмирал нашата песна уште пред ослободувањето како песнопоец и многу бил ценет како песнопоец во Белград. И он ги направил првите фонографски снимки кои што се зачувани во исправна форма 1939 година. И со една група од кавадарци во Белград се такмичели, освоиле прво место на фолклорна група и требале да одат за Њу Јорк на нека многу голема изложба, но војната почна и тоа не е остварено. Пишам тоа за тој дел како песнопоец, има многу што да се зборува за тоа. Инаку, книгата не е толку многу за широка публика, повеќе е стручна книга која што представува осврт и рецензија на неговите трудови, нели, од еден аналитички етномузиколошки аспект. И тука мислам дека е тоа значајно, дека можеби се дополнува, но најважното е тука кажано. Имам тука приложено и еден диск кој што е на крајот приложен, не знам, камера, кој што е приложен, каде што Васил Хаджиманов пее 1939 година на фонограф, претечта на грамофонот, знаете. Он прекрасно пее. Штета што техниката не беше во можност тоа да го илустрира, но читателите ќе можат да се ја купат книгата и да илустрират. Така што тоа се тие многу важни дејности од негова страна, што меѓу првите македонски истражувачи ја афирмирал нашата песна, не само преку збирки и преку некои студии во Македонија, туку он долго патувал и често патувал во странство на меѓународни конгреси и научни собери. И стекнал многу пријатели и кои што се заинтересирали и они да ја проучуваат нашата народна музика. Значи, Васил бил еден комуникативен човек кој што на повеќе планови, нели, допринел за афирмацијата на нашата народна музика. Така, би сакала вас да ве запрашам како долгогодишен етномузиколог, како би го искоментирале тоа што во поново време младите естрадни уметници на своја волја, своја желба сакаат да пеат на странски јазици, вклучувајќи го тука и српскиот, со цел нели да се афирмираат надвор од границите на нашата земја, а од друга страна, за времето за кое што вие говорите, се водела борба и битка за да се пее на македонски јазик. Сега кога ја имаме таа привилегија да пееме и да зборуваме на македонски јазик, некако самите сакаме да пееме на туги јазици, па дури и кога зборуваме самите вметнуваме некои странски зборови во нашиот јазик. Знаете, денеска е многу развиена комуникацијата преку сите средства и не можеме да на младите, јас лично да речеме, го сакам спортот и фудбал гледам повеќе странски утакмици, знаете. И тоа е мој избор. И на младите не можеме тоа да им го забраниме. Меѓутоа, постојат форми на кои што треба да им го предочиме нашето и да им укажеме на убавото, на квалитетот од нашето убаво, нели? Денеска е многу актуелно и сознајното, не само естетското, знаете. Младите сакат и да знаат зошто тоа било така, а не само како естетика да го пеат без да знаат кога било и што било. Така што образованието тука треба да се вклучи во многу развиени напредни земји уште од мали години, уште во градинки, децата ги учат на својата традиција, им кажуваат некои работи, нели, континуирано, зависно од возраста, ги ситуирале со знаење, го развивале тој патриотизам, таа љубов према своето. И ние треба така да правиме. И телевизиите имаат многу голема улога и задача да во тој правец да допринесат за младите, да им укажуваме на тие вредности, да им кажува кој што пишувал, како нас србите ќе дошле како режимски луѓе и бугарите, па го засакувале нашиот фолклор и пишувале се најубаво. Немате представа колку суперлативи имат напишано. Ја имам една тетрадка полна со суперлативи од странци. Знаете, во една прилика и ги кажа. Значи, тоа треба да се ситуира во образованието и на тој начин да го градиме тој сознаен дел, тоа патриотско во нас, кое што во сите гранки на нашето постојање треба да го негуваме, не само во песната. Секако. Да не ги пуштаме децата да, свират некоја бит музика, некој помодарство. Воспитанието може да направи се.
А за тоа сме ние должни, пред се образованието и телевизијата и сите други средства кои што по тој план може да допринесат. Така, јас апсолутно се согласувам со што го кажавте. Верувам дека и нашите гледачи ќе се согласат, а секако и нашите колеги во медиумите, затоа што сите ние сме нели заслужни за традицијата која што ќе ја изградиме. На самиот почеток во најавата споменав дека вие сте првиот доктор на науки во Белград. Би сакала да ве навратам во тие години, пред 27 години чинам. Какво беше чувството кога еден македонец ќе стане прв доктор на науки на Белградска академија? Па видите, ако ја знаете историјата во својата област, ако сте пишувале за тоа, сте биле свесни вашиот народ на каков асимилаторски начин бил изложен, тогаш навистина ќе бидете горди за тоа што една соседна земја дозволила некој македонец да биде прв доктор на науки на својот факултет. Ни на еден друг оддел немаше. Тоа другите соседи не би го дозволиле, знаете, ама ете тогаш ние бевме Југославија и се најдоа луѓе, пред се мојот професор кој што после мене 5 години после мене докторираше, знаете, а ми беше во комисија на одбраната. Имав комисија од Варшава, од Загреб, од Белград, од Скопје, една меѓународна комисија, така што и тоа е една работа за пофалба, нели, денеска многу се фалиме. Така што сум горд и се уште тоа прво место никој не може да ми го земе, знаете. Е успех, Зимовска ме викна, ме снимаа таму, имаше прослава 50 годишница од формиран нашиот оддел и така славевме. Мислам, е убаво, Так. се гордеам со тоа, нема да кријам. Така, една од причините за да се гордеете и наградата за животно дело Трајко Прокопиев, Да. навистина секој кој што се занимава со било каква дејност би бил горд кога би добил награда за животно дело. Зашто беше оваа награда? Па видите, јас не знаев дека во тој период се доделува наградата, нема појма. Правиме сега некоја електронска енциклопедија во душа на композиторите, кога отидов, ми кажа треба да частиш. Зошто? Па ја добие наградата за животно дело. Се израдував нормално. Ја добив за целокупната моја дејност и за научната, но и за едукативната. Јас, нели, од 70 година бев хонорарен професор на факултетот за музика до 90, а од 90 станав редовен професор на факултетот за музичка уметност. Луѓето оцениле дека целокупното мое дело вреди и ете ме наградија. Им благодарам многу, тоа е посебно значајно и мене ми значи, зашто тоа се колеги кои што не се лаици во својата област. Они би дале на некој друг што вреди повеќе. Ние сме таму како музички писатели во душа на композитори, ете јас сум еден од првите етномузиколози што ја доби таа награда. Им благодарам многу во оваа прилика. Секако, она што е многу важно да се спомене е можеби вашиот совет до помладите ваши колеги, што се е потребно за да се достигне успех кој што вие сте го достигнали и кој што се уште нели го достигнувате во својата област, сте еден од подобрите? Па знаете, треба човек да се едуцира и да се стреми кон една мотивација да го сака своето и да има љубов према тоа што го работи. Да има после тоа и професионален однос према таа работа, да знае дека мора секој успех бара и жртви. Мора нешто да жртвува за да постигне успех. Ја, например, кога сетам и во апликативните дејности, тоа не ви реков, многу бев активен. Мене керката ми се роди на третиот ден од фестивалот Илиденски денови, јубилеен еден фестивал, и ете како да речеме една Вера Кличкова мажот и починал, а она мораше да направи изложбата еден ден и па после да иде да го погребе својот. Има такви луѓе, знаете. И многу жртви други кои во пролет сум ја оставил во најубавите денови, сабота, недела, мојата сопруга и децата, јас сум одел по селекции, по истражувања. Сето тоа е, ако имаат љубов и мотивација младите, успехот сам ќе дојде по себе. Так. Но мора да бидат свесни дека треба работа, треба и жртви. Така, меѓутоа сите овие признанија кои што ги добивте се на некој начин и награда за овие жртви кои што сте ги направиле. Ете, не очекував, но ете сами по себе си дојдоа некако. И би сакала да ве запрашам дали во следниот период планирате некакви активности. Што е она што следува? Па сега треба да ја завршиме таа енциклопедија електронска во друштво на композиторите. Имам план да
ги соберам сите мои трудови, така прават повеќе луѓе, и да ги имам многу конгресни трудови, имам и симпозиумски, кои што се парцијални, знаете, во разни зборници, кога ќе ги стават луѓе на едно место, тоа, но има широко поле за истражување и уште ќе работам. Се чувствам добро на 73 години, се надевам дека ќе има уште работа. Но за Васил Хаџиманов сакав да ви кажам. Кога се договаравме, рековте дали лично се знаевме. Знаете, јас кога бев студент и во библиотеката ми кажа библиотекарките: Ѓорѓе, знаеш, таму има неке плоче, ми композитори тоа не раде, ако хочеш видиш тај, ја кога таму во тие прашини ги разбуличкав тие плоче, најдов плочи што пее Васил Хаџиманов. После се интересирав, констатирав дека тоа се плочи снимени на фонограф. Знаете, тоа е притеча на грамофонот, и потоа се интересирав од кога е фонографот, како први се снимале восочни плочи, па направивме еден фонограф во Академија на науките во Србија, во Белград, но тие плочи се разлеале, тие навои, знаете, ништо не се слушаше, и овие беа први вредни, зачувани снимки што Васил Хаџиманов ги испеа. Јас напишав како студент реферат за тој конгрес кој што имаше од цел свет фолклористи, во Дојран беше 66 година, и таму го читав и го земав Чичко Васил, јас така го викав: Чичко Васил, да дојдете вие да седнете до мене на катедрата, и он беше многу скромен човек. Никој не знаеше скоро дека бил познат песнопоец пред војната. И ја кога дојдов до тој дел и реков: а првите зачувани снимки на нив пее нашиот колега Васил Хаџиманов, сега ќе чуете една од неговите песни, и ја пуштив Марика мома убава, он таа најубаво ја пее. Луѓето вака застанаа. Кога завршив, јас скокнаа колешки од Румунија, од Русија да го грлат. Толку се изненадија, знаете. Од тогаш почна нашето дружење. Он кога се пензионира после наке 67-68 година, сакаше преку мене во институтот да доаѓа почесто да работи, оти во радиото кај што работеше немаше таква научна дејност, тука имаше многу материјал за истражување, но немаше среќа да поживее и да се дружиме подолго. Почина и така заврши неговата дејност. Но ми беше многу драг човек, зашто, знаете, он вика: Ѓорѓе, дали би сакал дојдеш со мене на концерт, слави радиото? Чичко Васко ми представува задоволство. Каде живееш ти? Во Црниче. Па да дојдам да те земам со колата. Замислите, еден за мене, нели, професор, нешто, се уште недостижно, млад бев јас. Он ме зеде од дома со колата негова, знаете. И ја викам: како Дијана? Тоа ми вика: Ѓорѓи, ова е се што сум спечелил во животот, ништо друго немам спечалено. Се сум дала по конгреси, по книги и така. Таков беше залюбеник во песната, тоа сака поентата. Тоа ми беше поентата да кажам дека ете, тоа е Васил Хаџиманов, кој што е пионер на нашата етномузикологија, прв естраден уметник кој што заслужува многу внимание и почит. Така, а вие целата ваша почит и благодарност сте му ја искажале преку ова монографија? Колку што можев, се трудев. Така, се надевам дека бевте задоволен од разговорот, се надевам дека и нашите гледачи беа задоволни од она што го слушна, го дознаа од вас. Некаде пред крајот на разговорот би ве запрашала дали има нешто што би сакале да дополните, а јас не ве прашав. Па видите, сите знаеме каква не е состојбата во општеството. Мене ме боли тоа што во институтот бевме 7 етномузиколози, јас и мои колеги и студенти мои, но они се осипа со некој закон, како одевме во пензија, не примаат други, а бевме еден од центрите за етномузикологија на Балканот, знаете. Начело со академикот Блаже Ристи, кој што ни беше директор, направи списание Македонски фолклор, направи меѓународен симпозиум за балкански фолклор, ги собра сите врвни фолклористи, етномузиколози во Охрид, и станавме на вистина центар за истражување на фолклорот. Меѓутоа и тоа спласна, финансите веќе се осипа, се нема пари, но ете, желба ми е да се поправат тие состојби економски, да се тие потенцијали. Ја произведов студенти, знаете, тие студенти се осипа по разни други места, работат нешто што нема врска со етномузикологијата, и некако ми е криво зошто сум се трудел и зошто сме произвели такви потенцијали, а тие не се, нели, впрегнати во она што представува наша национална наука и култура, знаете.
тоа ми е желба да се поправат состојбите, додека сум жив, што можам ке сторам да се тоа поправи. Вака зборувам често, ми вика, ти повеќе зборуваш од нас, од Институтот за фолклор за тие проблеми. Па зборуваме боле, таму израснав, знаете, во тој институт израснав јас. И му благодарам на општеството што ми помогна и за докторирање и сакав песната, работев и сакам да има такви луѓе и да има институции, зашто без институции државава не ја бива. Така. Многу убаво кажано. Како за крај убав заклучок. Јас се надевам дека вашиот последен збор во емисијата и апел ќе стигне до оние до кои што беше наменет и дека навистина ќе се подобрат состојбите во етномузикологијата. Да се надеваме. Ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето. Благодарам. Продолжуваме понатаму со емисијата, следуваат рекламите.